Иако ние уште од минатата година ја негуваме оваа надеж, зашто таа иницијатива за референдум потекна од нас, и дефинитивно можам да кажам дека сме дел и сме творци на еден процес кој што трае 2 години и во кој што навистина се проверивме и во кој што граѓаните широко и навистина со цело срце, со емоции, меѓутоа и со вистинско ниво на урбана култура, па и граѓанска одговорност ни се приклучија. Во таа смисла можам да се пофалам дека сме добиле 4960 подписи на петицијата која што беше по однос на изгледот на комплексот ГТЦ. Сме добиле потоа уште околу 5000 поддржувачи за нашиот протест кој што беше пред Нова година и низа други видови на поддршка на се она што го организиравме во претходниот период. Сепак добро е да се каже што заправо и како стручна фела, зашто дефинитивно за ова стои многу цврсто Асоциацијата на архитекти на Македонија, и како граѓани кои што се корисници и кои што се можеби на одреден начин заљубеници во градски трговски центар токму ваков каков што е, како концепт, како функција, дека ние имаме визија и сакаме да овој објект биде однегуван, биде обновен, меѓутоа неговата автентичност да се задржи, зашто таа е дел од духот и културата на местото кое што ја го нарекувам многу често genius loci. Така да за ова што значи утре или следниот шекор, нашиот предлог е да се изготви соодветен проект архитектонски, имаме дури и некакви предлози веќе изготвувани до сега за интервенцијата на овој објект, меѓутоа со една научна базичност, со една висока стручност, низ кој што ќе може и да му се подобрат перформансите, затоа што знаеме дека постои енергетска ефикасност, енергетска заштита, знаеме дека има многу нови технолошки решенија кои што можат неговата суштина да ја подобрат квалитативно. Значи, не отфрламе она што значи обнова или реконструкција или како и да ќе го именуваме на објектот, на комплексот, кој што значи наша реалност, наше секојдневие и пред се значи јавен простор. Во таа смисла референдумот и воопшто граѓанскиот глас во име на одбрана на она што е свое на граѓанинот е многу важен и мислам најдемократски начин и форма за исказ. Кога веќе сме кај некакви перформанси, да не ги редиме на овој комплекс, неизбежно е да се спомне дека ние како граѓанска иницијатива со редица придружени невладини организации и стручни еснавски здруженија покренавме иницијатива за прогласување на градски трговски центар за културно наследство. Значи, тоа е исто една правна форма да неговиот третман во иднина никако не биде онаков каков што беше до сега. Во таа смисла исто подвлекувам дека така ја гледаме патеката, патот и иднината на овој комплекс. Инаку, навистина, градиме широк фронт, тоа е очигледно и од присуството на поддржувачите на овој момент, кој што означува само предлог на референдум и очекуваме сите да ни се приклучат сите оние и невладини организации, и здруженија, и истомисленици во поддршката, во акцијата која што би требала да следи, значи тоа е една голема работа која што треба да ја завршиме и во која што треба да покажеме колку сме свесни.